Во Гевгелија денес присуствува новинари од неколку државни медиуми кои остварија средба со градоначалникот Иван Франгов и представувањето на јавната презентација на системот 48 часа. Овој систем веќе се применува во општина Гевгелија и секојдневно се зголемува бројот на граѓаните кои преку телефони, СМС или имејл пораки го пријавуваат својот проблем или барање до кол центарот и во рок од 48 часа добиваат одговор. Новинарите ја искористија средбата со градоначалникот Иван Франгов за еден краток брифинг. Добре дојдовте во Гевгелија на првата јавна презентација на функционирањето на системот 48, систем кој е наменет за граѓаните за нивно побрзо информирање, но исто така и за побрзо информирање и комуницирање помеѓу самите служби во општината. Овој систем за прв пат се применува во Македонија. Неговиот почеток е од Соединетите Американски држави, од Балтимор, таму прво се применил и дава во секоја општина каде што се применува одлични резултати, затоа што граѓанинот во рок од 48 часа мора да добие во најлош случај одговор на неговото прашање, а во можност на службите и да се реши проблемот. Овде се наменет системот за пријавување на проблеми или пријавување информации од делот на работењето на општината, значи јавните служби на општината, како што е јавното осветлување, водовод, канализација, комунална хигиена, тревнати површини, јавно зеленило и сето тоа што ги тишти граѓаните. И доколку некој од пријавените проблеми не е во надлежност на општината, го проследуваме прашањето до надлежната институција или го информираме граѓанинот дека ова прашање треба да го реши таа институција во чија надлежност е спомнатиот проблем. Во овој случај, значи, сите служби се максимално активни затоа што се должни да одговорат на прашањето. Мислам дека тоа е единството што му треба на граѓанинот, општината да се стави во функција на граѓаните целосно. Инаку во општина Гевгелија во тек се реализација на неколку поголеми проекти. Реконструкцијата на Народниот театар е во тек. Оваа година Гевгелија е номинирана за град на култура за 2011 година. И верувам дека завршните манифестации, последните, ќе може да се случуваат токму во овој реновиран Народен театар, за кој што имаме донација од Европската делегација од 500.000 евра и уште неколку стотици илјади евра ќе треба да се обезбедат од буџетот на општина Гевгелија и Министерството за култура, значи од буџетот на Република Македонија, за овој објект да си го добие вистинското светло кое што треба. Во тек се активностите и околу реализацијата на проектот пречистителна станица, кој е исто така обезбеден со заеднички средства од донација од швајцарската влада, грчката влада, владата на Република Македонија и општина Гевгелија. Избран е консултантот, значи се одвиваат активностите предтендерски за да се распише тендерот и овој проект од 9,6 милиони евра да почне да се реализира. Припремите се случуваат и за изградба на реконструкцијата на локалните патишта од Негорци до Стрменин. Го донесовме урбанистичкиот план за граничниот премин Богородица, каде што очекуваме во следниот период да имаме градежна експанзија. Веќе интересот за земјиштето во овој потек е голем, веќе има купопродажба на земјиште, се доставуваат веќе и проекти и сметаме дека уште оваа година веќе таму ќе ги гледаме крановите како и машините како се работи на овој потек. Во завршна фаза ни е донесувањето и на урбанистичкиот план за централно градско подрачје. Сметаме дека во следниот месец ќе биде веќе донесен, со што ќе се створат и условите за дислокација на пазарот и на автобуската станица од централното градско подрачје, овде треба да никнат деловно стамбени комплекси во овој дел на градот. Се носат урбанистички планови за повеќе делови од градот, а исто така ни следи и проширувањето и измената на генералниот урбанистички план на општина Гевгелија, се во прогрес на развој. Се извинувам ако прекинувам, меѓутоа спомнавте дислокација на градскиот пазар. Имате ли одредена нова локација каде што ќе биде прегледано или имате интересен пазар каде граѓаните ќе се движат во четврток?
Таму ќе биде 3-4 пати поголема локацијата каде што ќе го дислоцираме пазарот. Во тек е плаќањето на имотот кој што е експроприиран. 8 декари место беше државно и се уште останатите 4 декари се во фаза на експроприација. Се изработува нов проект за пазарот, значи како комплетен трговски центар со пазар да функционира. Исто така, помеѓу две локации се мислиме за автобуската, зависно од ускладувањето со генералниот урбанистички план, ќе биде одредена и локацијата за новата автобуска станица, веднаш до постоечката железничка станица. А каде ќе биде новиот градски пазар, прилика локацијата? Локацијата веќе има, тоа е помеѓу улица Танче Камбенов и Сава Михајлов и Јан Кординов, во тие близина на тие улици и тука ќе биде лоциран новиот градски пазар. Има ли некои новости во врска со ста центрите околу Негорци? Ова е една идеја за која што зборувавме порано. Да, овој план се доработува. Требаше веќе да биде донесен на Совет на општина Гевгелија, но поради тоа што се створи услови да може уште малку да се прошири делот за градење, е во фаза на доработка и тој план треба во најскоро време да биде исто ставен на седница на Совет да се усвои. Интерес и за овој потек има голем и верувам дека Гевгелија ќе стане значајна туристичка дестинација во Македонија. Како се прати искуство од систем 48 часа, веќе известно време функционира, колку граѓани досега се обратиле, ако имате некоја бројка и колку проблеми се реши? Тоа ќе го имаме точно на презентацијата која ќе имаме сега, значи постојано се јавуваат граѓаните. Ние за да можеме тоа да го промовираме кај граѓаните, значи комплетна информација околу функционирањето на системот 48 ја ставивме на белешките за сметките за вода и комунална хигиена. Значи до секој дом буквално информацијата за функционирањето на систем 48 ќе е стасана и граѓаните ги имаат информациите за телефонските броеви каде што може да се обратат, да пратат SMS порака или да испратат мејл. Се одговара, постојано гледам по службите, значи постојано сум во контакт со нив. Ако некој прашање не знаат сами да го одговорат, се обраќаат до мене како градоначалник за да го допрецизираме рокот кога некој проблем ќе се реши или веднаш да ги испратиме екипите на терен да може да го решат проблемот. Дали во Македонија единствена општина што постои овој систем? Прво, верувам дека интересот ќе го има од други општини, некои има информација дека се во припрема да го воведат. Ние овој систем како идеја и иницијатива го добивме на подарок од побратимената на наша општина Инџија. Го доработивме да го усогласиме на нашите потреби тука и системот за среќа на нашите граѓани веќе е во функција. Докаде е поставката со отварането на новиот граничен премин? Мислите на граничен премин кога? Што се однесува до тоа, до мојата желба и желбата на гевгеличани воопшто, иницијативата, сето тоа што требаше да се превземат иницијативи од општинска и од македонска страна комплетно се преземени. Значи пратена иницијативата до Грчкото министерство за надворешни работи. Нашата иницијатива е поддржана како од владата, од Министерството за надворешни работи и Собранието на Република Македонија, исто и од европската делегација. Со преходниот евроамбасадор господинот Фуере разговаравме за ова, ја поддржа силно иницијативата и виде дека тука има луѓе кои што сакаат да отвараат граници, не да ги затвараат, и оваа иницијатива е поддржана и од европската делегација. Се надевам дека истото ќе биде и со новиот евроамбасадор господинот Соренсен и дека ќе имаме за скоро и реализација на овој проект. Како се сигналите од Грција? Па чекаме на сигналот. Од амбасадорката, господината Пападополу, имаше позитивен сигнал во разговорите кои што ги имавме, дека ја поддржува оваа иницијатива, дека луѓето треба да комуницираат. Дали од другата страна на Република Грција има патна инфраструктура до новиот граничен премин? Од другата страна, значи од грчка страна, има помал потек кој што треба да се доизгради, они се поблиску од нас тасани, на некои 500 метри, но тука е веднаш и железничкиот премин, имаат инфраструктура веќе поставена од делот на објекти кои што би им послужили за царинско и полициско регулирање на граничниот премин.
Исто и тука веднаш и нашите објекти мали во однос на тоа што ќе се добие со тој граничен премиум, мали се инвестиционите захвати однос на придобивките.